Ние продолжуваме на истата тема. Овде во студиото со денешните гости станува збор за представнички на кризниот центар Надеж. Веднаш до мене Маја Ацевска, председателка на кризниот центар Надеж, и Митана Стевковска, правничка во кризниот центар Надеж. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Благодариме за поканата. Јас веќе кажав дека започнато е кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство. Како кризниот центар Надеж ќе ги одбележи овие 16 дена активизам? Кампањата започна на 25 и ќе трае до 10 декември, како и секоја година вообичаено. Кризниот центар Надеж секоја година учествува во глобалната кампања, подготвувајќи своји активности. Годинава спремивме во теке се уште подготовката на една панел дискусија која што ќе се одржи на 6 декември, која што малку за разлика од изминатите години одбравме една тема на која што и не сме зборувале многу. Темата е дали сторителите на кривичните дела родово базирано и семејно насилство ја добиваат соодветната казна. На панел дискусијата ќе се обратат представници од Центрите за социјална работа, од Министерството за внатрешни работи, односно оделението за семејно насилство, од основното јавно обвинителство и од граѓанските организации кои што работат во оваа област, како што е Коалицијата за сите за правично судење, Организацијата на жени на град Скопје, кои што исто така работат директно со жртвите на семејно насилство, и од други организации и институции, така што тоа не е една поглавна, да речам, активност во рамки на оваа кампања, а исто така подготвуваме и една јавна трибина во општина Илинден. Меѓу другото ќе организираме и неколку улични акции каде што ќе се делат информативни флаерчиња, брошурки, нешто со што можеме да подигнеме свесноста кај населението за препознавањето на насилството и за негово пријавување. Тоа што често пати се јавува како проблем, не само што не се пријавува, туку на некои места некаде и не се препознава, некои чинови не се не препознаваат како насилство. Така, тоа се веројатно најгорливите прашања. Веројатно мислиме дека семејно насилство е само физичкото насилство, но тука има и еден куп други ситуации кои што се случуваат во домот, каде што нема физички контакт, но постои насилство. Така е. Така, да. Предпоставувам дека вие може да ни кажете малку повеќе како правник со што се случувате. Така, значи, буквално е во текот на работата нели кризниот центар Надеж, односно имаме национална СОС линија на која што жртвите ни се обраќаат, но имаме и кризен шелтер, односно шелтер за кризно сместување на жртвите на семејно насилство 24 до 48 часа и навистина можам да кажам дека се соочуваме буквално со жртви кои што претрпеле секаков вид на насилство, покрај физичкото кое што го споменавте, психичкото кое што за разлика од физичкото е помалку видливо, но остава навистина тешки траги и последици врз жртвата. Може би и полошо. Полошо е, да, бидејќи трае многу е подолготрајно и поради тоа остава и потешки последици врз жртвата. Тука го имаме и економското насилство на кое сметам дека помалку внимание му се обраќа е навистина нешто што треба повеќе да се работи на институционално ниво и тука би се надоврзала на Маја дека ние не само во текот на кампањата, туку и континуирано се трудиме да водиме и онлайн кампања каде што ги информираме и ги едуцираме не само жртвите, туку целото население и во рамки на тоа и во рамки на 16 дена активизам изработуваме 4 брошури и тоа брошурите се баш во таа насока, бидејќи сметаме, како што напоменавте, жртвите не си ги познаваат своите права и не знаат ниту како многу често се соочуваме со ситуации каде што не го препознаваат насилството, па така имаме брошура за општо за тоа што е семејно и родово базирано насилство, односно основните поеми, да знаат да ги разликуваат и да знаат како да се справат со истите. Потоа имаме за ресоциализација и реинтеграција на жртвите, односно што е она што им стои на располагање и кои се мерките кои што системот треба да ги преземе со цел повторно да се вратат во живот откако ќе напуштат таа
средина каде што за жал многу долги години најчесто ситуациите се соочуваме со ситуации каде што жртвата многу долги години го трпи насилството пред да го преземе тој чекор да го пријави и да ја напушти насилната средина. Потоа имаме брошура за системна заштита, како што напоменав, и тоа ги опфаќа мерките кои што им стојат на располагање, односно и правната постапка, но и мерките кои што ги преземаат првичните институции, центрите за социјална работа и полицијата, кои што се први на удар кога треба да преземат и да постапат во такви случаи. И ќе имаме брошура исто така за човековите права, за да знаат кои човекови права ги поседува секој човек и кои се оние човекови права кои што семејното насилство навистина тешко ги повредува. И таа брошура исто планираме да излезе на последниот ден од кампањата, односно на 10 декември, кога се одбележува и меѓународниот ден за заштита на човековите права. Како кризен центар Надеж, вие нудите и бесплатно правно советување во текот на целата година. Нели, за сите оние кои што имаат потреба од вакво советување. Предпоставам, имате, за жал, можем да кажем, честопати случаи кои што се соочуваат со семејно насилство. Да. Има навистина голем број на пријави. Многу често се случува и тие пријави што кај нас на СОС линијата ги пријавуваат жртвите да се нерешителни, да целиот случај отиде по натаму во процесот, односно пријавување до институциите кои што се надлежни за решавање. Многу често се случува повлекување, па повторно појавување на истото дело и тоа се нешта кои што треба да делуваме повеќе на менување на нашиот мајндсет, не знам како би го кажала поинаку. Така, менталниот склоп, веројатно. Менталниот склоп, да, затоа што воопшто и не се решителни жртвите. Постои страв, постои срамот како една наша, нели, едно наше традиционално чувство, срамота е ако се дознае. Тоа сакав да кажам, кај нас веројатно се уште е актуелна она стара поговорка од страв се бега, од срам не. Да. И веројатно и домашното воспитување влијае многу на тоа некои ситуации да се прикриваат, па потоа да дојде до степен кај што не може да се скрие. Така. Освен тоа, значи не само што решителност, така и оние кои што се соочуваат со проблемот не постои за да го истираат целиот процес до крај. Многу од нив немаат подршка ниту од своето сопствено семејство за да излезат од насилната средина, односно од местото каде што се соочуваат со насилство. И немајќи ја таа подршка, немаат доволно храброст да го пријават, затоа што и не ни знаат. Ние се обидуваме, кризен центар постои веќе 22 години, се обидуваме нели да го промениме тоа кај населението, тоа разбирање на состојбите, на ситуациите како такви, да не се премолчува. Постојано во секое наше појавување негде на секоја наша активност, постојано го зборуваме тоа. Не молчете, пријавете. Значи, се додека молчиме, исто како и да го поддржуваме, мора да се охрабриме, да го пријавуваме, за да може да се најде некаков излез, да се најде некакво решение. И што е најважно, токму затоа и во рамките на оваа кампања ја избравме таа тема, да се казни сторителот. Значи, тој што го врши такво дело, согласно какви закон. Какви се вашите искуства до сега? Какви се казните за оние кои што вршат семејно насилство? Многу мали. Многу мали, да. И дали постојат воопшто? Постојат казни, нели, според кривичниот законник, секако за секое дело, постои кривично дело, постои соодветна кривична санкција, но за жал сведоци сме, барем во текот на нашата работа и со жртвите со кои што разговараме, но и согласно истражувањата кои што ги прават други организации на оваа тема, многу малку сторителите се казнуваат, најчесто поминуваат неказнети, но и најчесто жртвата е таа која што се откажува од постапката поради најразлични причини. Тука често доаѓа до ситуација каде што таа потпаѓа под влијание, односно сторителот се заканува, ја уценува најчесто преку децата. Така да тука ситуацијата кога има малолетни деца е уште покомплицирана и жртвата решава да го повлече предлогот, односно да ја повлече кривичната
пријава и да се врати кај сторителот. И тука мора да постои континуирана едукација не само кај жртвите, туку и кај сите останати чинители, односно и ние како во граѓанскиот сектор, така и во професионалците кои што работат во институциите, бидејќи таа стигма што ја споменавте не постои само кај жртвите, туку постои за жал и кај лица кои што постапуваат на оваа проблематика, така да тој ментален склоп мора да се менува кај сите нас, бидејќи се соочуваме со најразлични ситуации, а целта и каузата на сите нас нели е да се спречи насилството и жртвите да добијат соодветна заштита. Вие како кризен центар Надеж нудите заштита од 24 до 48 часа може да престојуваат. Да. Тоа е во моменти кога има загрозен животот. Така ги нарекуваме животот, загрозувачки ситуации. И тогаш најчесто ние сме тие кои што сме први на повик, каде што надлежната институција ја носи жртвата, се со цел нели во понатамошниот период да се искоординира, да го направат тој безбедносен план и да се одлучи како понатаму ќе се постапува со жртвата. Ви се случува ли некогаш шелтер центарот да биде празен? Па се случува и да биде празен, не дека е нон-стоп полн, но... Не, добро е да се случува да биде празен. Добро е да биде празен, не би требало да биде полн, тоа би било нели идеална ситуација, така. Но за жал не е празен. Често пати има ситуации кои што бараат итна интервенција, кои што жени со деца кои што мора да бидат згрижени и тргнати на безбедно место настрана од сторителот. Иако јас би рекла многу пати кажувам дека согласно Истанбулската конвенција сторителот е тој кој што треба да биде отстранет од домот, а не жртвата. Иако кај нас се уште се работи по нејзина волја, со нејзина согласност и таа ситуација можеби нас ни недостасува уште некакво усогласување на нашите закони со одредбите од Истанбулската конвенција, каде што би се дошло до некое ниво каде што може да се постапува согласно Истанбулската конвенција и согласно нашите закони. Зашто ние односно институциите постапуваат согласно нашите закони, но не се тие пак усогласени со Истанбулската конвенција, ако би работеле според Истанбулската конвенција, веројатно многу подобро би било за жртвата да не биде виктимизирана и ревиктимизирана по неколку пати одејќи низ институции, низ различни шелтер центри каде што може да се смести на безбедно место настрана од сторителот. Сторителот е тој кој што треба да биде тргнат, кој што треба да биде казнет, кој што треба да си ја нели плати заслужената казна за делото кое што го направи. Секако дека е така. Јас верувам дека ние може уште многу да зборуваме на оваа тема. Сигурно. И еве ви ветувам дека не само заради ова што е сега во тек кампањата 16 дена активизам против родово базирано насилство, туку и понатаму ќе бидеме во контакт, ќе зборуваме на вакви теми се со цел за да ги охрабриме. Без разлика дали станува збор за жени или мажи, бидејќи не секогаш се само жените жртви на семејно насилство. Значи да ги охрабриме жртвите да побараат помош и да си го олеснат животот во секој случај. Апсолутно, да. Во секој случај нели нашата, како што споменав и претходно, секогаш велиме не молчете, пријавувајте и потребно е охрабрување за да се пријави еден ваков чин. Јас ви благодарам што денес одвоивте време и бевте дел од нашата емисија. Ќе се видиме многу скоро. Ви благодарим и на вас. Да позборуваме за тоа како да ги охрабриме сите оние кои што имаат проблем, ваков проблем во животот, да прозборат јавно, со тоа да охрабрат и други луѓе. Да, и да знаат дека навистина постои некој позади нив кој што ќе им пружи соодветна помош и заштита. Дека не се сами. Дека не се сами. Ви благодарам уште еднаш.